По 2150 евра за 3-месечен ангажман ќе добијат искусни кадри кои ќе се вклучат во гаснењето шумски и пожари на отворен простор. Дирекцијата за заштита и спасување бара лица со најмалку 5 години искуство во полицијата, армијата или противпожарните единици за засилување на тимовите во пресрет на летната сезона. Директорот Стојанче Ангелов оттаму рече дека се потребни возачи на специјални противпожарни возила, оператори на противпожарни пумпи и лица за работа на терен со водни ранци и метли. Дојдете, помогнете и заработете 2150 евра во текот на летото, гаснејќи ги пожарите на отворен простор кои престојат пред нас. Работното време ќе биде прилагодено на потребите за справување со пожарите на отворен простор, односно се оди на терен во деновите кога има зголемен обем на пожари, а се останува се додека има потреба и услови за дејство. Користењето на слободни денови ќе се договара во зависност од потребите на теренот, но и од потребите на ангажираните лица. Воедно се погриживме лицата да имаат доволно слободни денови, за да може да заминат на однапред планиран одмор доколку истиот го имаат испланирано. Лицата кои што ќе се јават е потребно да имаат најмалку 5 годишно полициско, армиско или пожарникарско искуство, без разлика дали се во пензија или од било кои други причини ги напуштиле или се отстранети од редовите на полицијата, армијата и противпожарните единици. Потребно е да се здрави и во добра психофизичка кондиција, соодветна на возраста. Пензионерите кои ќе бидат ангажирани нема да го изгубат правото на пензија, а дополнително ќе добијат по 44.000 денари месечно преку договор на дело. Пред да бидат распоредени на терен, кандидатите ќе поминат здравствени проверки, кратка противпожарна обука и ќе добијат соодветна униформа и опрема. Доколку се во пензија, нивната пензија продолжува да тече. Таа не се прекинува, а со ангажман со договор на дело со Дирекцијата за заштита и спасување ќе добијат дополнителни 44.000 денари месечно, односно 132.000 денари во текот на летото за 3 месеци вкупно, односно околу 2150 евра. Ние како дирекција ќе организираме соодветни здравствени прегледи, основна проверка на нивната психофизичка состојба, кратка и ефективна противпожарна обука, ќе добијат противпожарни униформи и неопходна опрема, а потоа ќе започнат со организирано учество во гаснење најпрво на полесни и поедноставни пожари, а подоцна и во други пожари, каде ќе има потреба на поддршка на локалните сили на територијата на целата држава, на територијата на Македонија. Како што подвлече директорот Ангелов, Дирекцијата за заштита и спасување како институција бара вештини и подготвеност за работа на терен во справувањето со пожарите. Целта, како што нагласи, е да се зајакнат капацитетите со искусен и обучен кадар во пресред на летната сезона.